Се враќаме назад во студио 1. Мој денешен гостин е поранешниот, односно ВД градоначалник на општина Струмица и актуелен пратеник Костадин Костадинов. Добро дојдовте во студио 1. Добар ден, благодарам на поканата. Во февруари минатата година сте избран за ВД градоначалник на Струмица и тоа го наследувате актуелниот премиер Зоран Заев. Нешто што наидува на опонирање од партијата ВМРО ДПМН, меѓутоа ја добивте поддршката на човекот кој што во моментов ја обавува можеби најважната функција во државата. Од каде сета таа поддршка? Зошто за еден млад политичар и зошто ВМРО ДПМН негираше на вашето назначување? Благодарам на прашањето. Од каде цела таа поддршка? Морам да споменам дека за да станеш заменик градоначалник, односно после тоа и ВД градоначалник, треба претходно да бидеш и член на советот на општината. Впрочем, од таму и тргна целата таа работа. Инаку, како млад и перспективен политичар, мислам дека доволно се имав докажано во рамките на во функционирањето како советник во општина Струмица, внатрешно секако. И сметам дека за тоа, инаку самиот Зоран Заев најдобро знае зошто баш мене ми ја даде поддршката и таа чест да го заменам после неговото заминување од општина Струмица, нормално како премиер на Република Македонија. Во право сте најдена нож, условно речено, моето именување од заменик за ВД градоначалник. На тоа се реагира во тоа време колегите од ВМРО ДПМН, од локалната опозиција во тоа време. Реагира во инспекторатот за локална самоуправа. Морам да потенцирам дека во тоа време директор на инспекторатот за локална самоуправа беше Ванчо Шехтански, кој што е еден од лидерите на партија која беше во коалиција со актуелната владеачка партија во тоа време. И одговорот од негова страна беше дека моето именување е согласно закон, затоа што пред да бидам назначен за ВД градоначалник, јас си дадов оставка од функцијата заменик градоначалник, при тоа станувам повторно член на советот во општината и правото на глас како советник во советот на општина Струмица ми беше гарантирано. Но дали негодувањата се лични или се чисто политички? Не би сакал да навлегувам, сепак тоа е нивна работа, нели тие си имаат свое мислење. Ворете ако мислат дека треба да негират, но сметам дека беше повеќе политички, затоа што со добар дел од тие бевме колеги 4 години и се знаеме уште од многу порано, комунициравме и до ден денеска комуницираме, но за жал во тоа време знаеме каква беше политиката, знаеме каков беше начинот на действување. Не ме изненади, но секако од моја страна им е простено. Господине Костадинов, на сајтот на собрание.мк постои една алатка, се вели прашај го пратеникот. И кога ве побарав таму вас, ве нема. Значи, тоа е сајт кој што веројатно не е доволно надграден или условно кажано апдейтиран. Тоа секако не е ваша вина, меѓутоа, ако не на тој начин, тогаш како вие разговарате со граѓаните како народен представник, како ги слушате нивните идеи, нивните поплаки, нивните жалби, конкретно и за вас, бидејќи Струмица не е мал град? Така. Очигледно станува збор за некоја техничка грешка, веројатно затоа што јас подоцна влегов во собранието на Република Македонија и претпоставам од таа причина и не е апдейтиран некоја алатка или апликација која што... Сте побарале вие лично Секако дека побарав, мислам дека грешката е исправена, треба да проверам. Морам да признам дека не сум проверил. Денеска не. Ако не е поправена, во скоро време ќе биде поправена и се надевам дека они информации кои што се објавени до сега во однос на мене, во однос на мој пратеник, станува збор, предпоставам, ако не... Не. Алатка која што вели контактирај го пратеникот. Има специфично да се разговара со било кој пратеник од собранието од актуелниот состав. Меѓутоа, тоа не е апдейтиран список. Таму се и постари пратеници кои што сега веќе немаат мандат. Така. Меѓутоа, прашувам, ако не на тој начин, тогаш како вие контактирате со граѓаните? Како пратеник, значи секој слободен ден, колку што ми овозможува времето и работата од собранието, при тоа ако немам комисии или ако немам пленарни седници, го користам за комуникација со граѓаните.
Во моментот немаме канцеларии, но при тоа морам да кажам дека канцеларијата па и не е некој предуслов, дека ако немаш канцеларија не може да се комуницира. Избираме секакви форми, знаеме да направиме состаноци по урбаните заедници, по местните заедници, по населените места, знам да се сретнам со граѓаните во кафулиња. Како и сите нормални луѓе што комуницираат со граѓаните, истите тие услови јас ги користам нормално. Во процес е доделувањето и на канцелариите по општините кои што ни следуваат како пратеници и нормално ќе имаме соодветни услови каде што ќе може со некои од граѓаните можеби и сакаат малце поинтимно да разговараат за некои лични прашања кои што соодветното место е канцеларијата, а не другите алтернативни места кои што сега ги одбираме. Ајде вака, законот вели дека секој последен работен ден, односно петок, е задолжителен за пратеникот во својата пратеничка канцеларија од изборната единица каде што доаѓа, да се среќава со граѓаните и таму да разговара со нив за нивните идеи или поплаки. Во Струмица народната канцеларија, пратеничката канцеларија, не функционира? Во моментот не функционира, како што ви кажа, Буџетскиот совет на Собранието на Република Македонија треба да ги определи асистентите кои што треба да се патени вработени во тие канцеларии, при што би ни се овозможиле соодветни услови како би можеле ние како пратеници да функционираме во канцелариите кои што ќе бидат определени од Собранието на Република Македонија. Тоа морам да споменам дека оди преку ЗЕЛС. Значи општината има оврска да определи соодветни простори кои што ќе бидат употребувани од пратениците. Мој пратеник извештајот кој што го споменавте претходно, исто така на страната на Собрание, вели дека последните документи се до декември 2017 година. Во декември 2017 година всушност вие го добивате мандатот како пратеник внатре и затоа ако се погледнат бројките на пратенички прашања, на поднесени амандмани и на присуство на седница, би биле многу мали. Меѓутоа, уште еднаш ќе напоменам дека во декември ви е доделен мандатот, а тогаш е и завршен извештајот. Ако сега ве прашам колку често сте активен во Собранието и за вашите поднесоци за амандмани, за закони, за пратенички прашања, што би ми одговориле? Интересно ви е прашањето. Морам да кажам дека не ги бројам моите дискусии, моето поднесување, колку амандмани имам поднесено. Нормално ние секој пратеник застапува член или заменик член во одредена комисија од Собранието. Јас сум член во неколку комисии, тоа е законодавно-правната комисија, финансирање и буџет и комисијата за економски прашања, како и заменик член во комисијата за локална самоуправа. Морам да споменам, го видов и јас извештајот и бев поприлично изненаден, но... Во извештајот се вели, во тој извештај се вели дека 31 сте биле внатре во Собранието. Така. Оваа бројка, предпоставувам, би требало да биде поголема за народен представник кој што го црпи, ја црпи довербата од граѓаните. Така е. Моите присуства во Собранието на Република Македонија, морам да кажам дека се редовни, секогаш и на комисии и на пленарни седници, но мораме да потенцираме и знае јавноста дека јас како дел од пратеничкиот состав во Собранието на Република Македонија влегов подоцна, односно по излегувањето, односно после локалните избори, кога дел од тогашните пратеници премина во локалните самоуправи како градоначалници. Бидејќи сте од Струмица, вашата колешка Мира Стојчевска, која што е од Делчево, беше многу критикувана во медиумите и на социјалните мрежи за незините побарувања за патни трошоци кои што изнесуваат над 11.000 евра според официјалните податоци. Вие патувате од Струмица секојдневно во Скопје, живеете привремено? Апсолутно јас. Тоа се податоци кои што многу тешко стигнуваат во рацете на новинарите и веројатно се уште се во забуна сите оние предлози кога би требало да се укинат истите и кога предложени. Значи, морам да споменам дека на иницијатива на нашата пратеничка група бараме решение и бараме намалување, бараме соодветно решение како ние ќе, морам да кажам,
Патните трошоци, односно покривањето на нашите патувања, јас патувам од Скопје, од Струмица до Скопје и обратно, морат на некој начин да бидат покриени. Ако земеме во обзир, замислите, јас секој ден ги плаќам. Го плаќам тоа гориво. Мене тоа гориво никој не ми го дава без пари. При тоа, на крајот од месецот се исплаќаат средствата за патни трошоци. Не навлегувам во тоа дали се големи или се мали, но ние понудуваме решение кое што сметаме дека ќе биде соодветно. Нормално чекаме на изјаснување на другите политички партии кои што се дел од Собранието на Република Македонија да се изјаснат се со крајна цел да понудиме нешто кое што ќе биде прифатливо и за пратениците, но секако и за пошироката јавност. И каде ја гледате вината во тоа? Бидејќи помина доста време откако вие самите како пратеници се уште се немате договорено за тоа како ќе се ускрата токму овие патни трошоци? Пак ја споменам, не гледам како на проблем, туку гледам како на еден закон кој што е донесен многу одамна и кој што како таков тера. Мене лично, ако ме прашувате, ако ме барате мој личен став, сум за, како и голем дел, како и сите мои колеги од мојата пратеничка група, кои што се потпишани на таа иницијатива за намалување на патните трошоци. Во меѓувреме го гласате и законот за јазици кој што е изгласан, меѓутоа се уште не е имплементиран. Вие гласате за. И овде се жалите дека постојано добивате закани. Како вие, така и пратениците од вашата пратеничка група. Тие закани, дали сите се на социјалните мрежи, дали тоа се вербални, лични и дали некој пат сте имале, не знам, сте биле во опасност од физичка закана или пресметка? Она што ќе го кажам сега ќе биде генерално како пратеничка група. Затоа што ако гледаме лично, јас лично добивав во тоа време закани од поединци. Нормално тоа беше се оркестрирано од еден центар на моќ. Во вашиот град? Или на социјалните медиуми, на социјалните мрежи, јас не можам да претпоставам. Имаше некои луѓе кои што ги познам, но поголем дел од нив не ги познам, претпоставувам дека се зад некакви лажни профили. Но имавме ситуации каде што мојот колега пратеник од Битола Горан Милевски беше нападнат на плоштадот во Скопје. Имавме сериозни закани по нашите животи како пратеници. Пак ќе кажам, сметам дека е оркестрирано од еден центар на моќ, но не смее да не обесхрабрува. Ако ние во текот на кампањата ветувавме дека ќе градиме едно општество за сите, ние во тоа длабоко веруваме и сигурни сме дека ќе го реализираме до крај. Владко, морам да ти кажам, ако даваме одредено човеково право на одредена група на луѓе, без при тоа да изгубиме никакво наше право, тогаш мислам дека нема од што да се плашиме. Дали сметате дека имаше доволно аргументи, доволно дебата за носење на тој закон, бидејќи законот иако донесен, а не имплементиран, за дел од граѓаните представува проблем, дел од граѓаните велат сепак е тоа стекнато право или вродено право на друга етничка група која што треба да ја практикува слободно во државата. Јас гарантирам дека станува збор за основно човеково право, да си го користи својот мајчен јазик. Дали имаше доволно дебата, доволно аргументи? Дали имаше доволно дебата? Сметам дека имаше доволно дебата. Морам да споменам дека овој закон беше со европско знаменце, при што најдовме и на позитивни реакции од Европската Унија, представници на Европската Унија ве пофалија за тоа, меѓутоа опозицијата ви негираше дека буквално го туркате законот. Како да ви кажам сега, се наоѓаме во едно време, во една ситуација во која што опозицијата негира се што ќе донесе власта. Ако сакаме да реализираме некаков концепт кој што нуди едно општество за сите, при тоа, аман веќе да кажеме доста на целото ова поделено општество кое што го имавме во изминативе години. Обвинуваме за двојазичност. Имаме двојазичност сега во државата? Немаме. Обвинуваме за, не знам, шириме албанофобија. До кога? Не сметате дека веќе е доволно време да ставиме крај на национализмот и да почнеме да градиме држава во која што сите ќе бидеме еднакви граѓани пред законите. Сите ќе имаме еднакви права. Но пратениче, дел од луѓето кои што негодуваат велат дека законот како закон за употреба на јазиците не им пречи, него им пречи тоа што е донесен на начин на кој што претходната влада 10 години уназад ги носеше. Без аргументација, закон кој што не беше пратен на Венецијанска комисија,
Законот секако е пратен сега на Венецијанската Откако е комисија. изгласан, да. Ке ги чекаме насоките од Венецијанската комисија, па ќе разговараме откако ќе стигне пак во собранието. Парламентарното мнозинство во меѓувреме се прошири. Таму се најде и еден од најголемите опоненти на актуелната политичка гарнитура која што раководи со државата. Тој е господинот Амди Бајрам, кој што е претседателот на Сојузот на ромите. Какво е вашето комуницирање, односно вашата соработка сега со господинот Бајрам внатре во парламент? И тоа е прашање кое што постојано ќе потикнува дебата во општеството, неизбежно е, бидејќи, пак ќе кажам, годините беа долги на една партија на власт, а борбите беа присутни во јавноста, вербалните борби, беа употребувани најразлични зборови, кои што веројатно местото не име во медиумската сфера. Меѓутоа, еве сега истиот Амди Бајрам ви е соработник во собранието. Доаѓа време кога мораме да на некој начин да заборавиме на она што сепак бил дел од власта, но не бил на директен начин и не знам соучесник во некакви работи кои што се контра интересите на граѓаните. Она што би сакал да кажам дека ако истиот тој човек кој што го спомнавте се има огрешено пред законот, не сум јас тука да му судам на истиот. Тој треба да си одговара пред лицето на правдата. Она на што ние работиме е овозможување на пошироко мнозинство внатре во собранието со цел донесување на оние реформски закони за кои што значат живот за граѓаните внатре во собранието. Ако можеше на целото тоа премиерот Зоран Заев не да го прости, не да го заборави, но ете, ако е во интерес на граѓаните, па ако треба ќе се помине низ тоа, тогаш бидете сигурни дека јас многу полесно ќе го поминам тој процес. Реконструкцијата на владата е закажана, предвидена за следниот петок. Таму ќе се најдат нови имиња во владата, а вие како народни представници треба да дадете зелено светло. Ги видовте ли биографиите на сите кои што се предложени, дали за министри, дали за заменици, бидејќи и за дел од нив јавноста исто така негодува, бидејќи првпат се слушаат нивните имиња? Ќе коментираме покасно за тоа, секако ги видов биографиите на она што е предлог од владата на Република Македонија, со подпис нормално на премиерот Зоран Заев. Ќе дојде на ред и таа седница каде што ќе разгледуваме, затоа и опозицијата тука, да ги дискутираме предлозите, со цел да изнајдеме и да се усогласиме за решенија кои што ќе почнат да функционираат по завршувањето на таа седница. Како што кажав, јас верувам во тие имиња кои што се предложени, сметам дека ќе работат исклучиво во интерес на граѓаните. Ги знаете дел од нив, иако за јавноста не познати како имиња? Она што јас го знам и што го гледам е биографијата која што стигнува до мене. Нормално, лично, со дел од нив се познам, со дел од нив секако и не. Но за тоа, кажам, оставам време, нека дојде во собраниска процедура, да ги продискутираме отворено јавно и тогаш веќе ќе имаме конечна и финална слика за тоа што и за кои луѓе станува збор. Господине Костадинов, за крај само би ве прашал како млад политичар, веќе имате зад вас искуство со водење на една голема општина како Струмица, актуелен пратеник сте. Меѓутоа, која е вашата политичка амбиција? Дали себе си се гледате како војнина, како амбасадор, министер или можеби премиерско или претседателско место? Јас себе си се гледам како слуга на народот. Впрочем, истото тоа што го правев како советник во општина Струмица, истото го правам и како пратеник овде во собранието на Република Македонија, истото го правев и како ВД или заменик градоначалник на општина Струмица. Работам исклучиво во интерес на граѓаните, така и ќе продолжам. Амбициите ќе видиме до каде ќе не донесат. Најважно од се е да се биде фокусиран на интересот на граѓаните. А подготвен сте за една толку одговорна и сега ви е одговорна функцијата. Меѓутоа, премиер и претседател се најголемите функции во Македонија. Функцијата пратеник е и такако одговорна функција. Знаеме дека огромна група на луѓе гласале за нас како пратеници и ние треба до крајот, до завршување на нашиот мандат да работиме во нивен интерес. Ви благодарам што одвоивте време да гостувате во Студио 1.
Наша практика е ова книга, ова последно дело на нашата Санта Аргирова, Времето на Перонов, како поклон и сеќавање за вашето гостување во Студио 1. И верувам дека во иднина уште неколку пати ќе се најдеме на вака на медиумска маса и ќе разговараме за уште поголеми проблеми на Македонија или успеси. Благодарам на поканата, благодарам на подарокот и ви стојам на располагање во секое време. Ви благодарам уште еднаш. Одиме со кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини за денешното Студио 1.